Во селото Раштак во општина Газибаба на Скопска Црна Гора се одржа првата планинска трка Раштак Трейл, која е во организација на општина Газибаба и маратон клубот Делта. Целта на оваа трка, која се организира за прв пат, е да се наметне спортската култура кај граѓаните од секоја возраст и со тоа да се зголемува должината на трката секоја година. Оваа година беа пријавени околу 200 учесници, кои се надпреваруваа во 3 категории – професионалци, полупрофесионалци и аматери, а се трчаа патеки во должина од 13,5 км за професионалци и 6,7 км за полупрофесионалци и аматери. Градоначалникот на општина Газибаба, Борис Георгиевски, рече дека ќе се заложи оваа трка да стане традиција и да се искористат сите природни убавини и капацитети кои се наоѓаат на територија на општина Газибаба и Скопска Црна Гора. Ова традиција која што треба да прерасне во наредните години е со цел да ја промовираме убавината на Скопска Црна Гора, потенцијалите кои што ги има и сето она што треба да представува мотив и на општината Газибаба и на овие природни ресурси кои што располагаме. Младите да излезат во природата и да се забавуваат. Исто така ќе се потрудиме да станат и љубители на природата, а со тоа и во наредните години да ја зголемиме должината на оваа трка. Со ова сакавме навистина младите да ги излеземе во природа, а Скопска Црна Гора да се потруди комплетно да овозможи убав амбиент, престој на учесниците. Младите од Скопје и од општина Газибаба имаат што да видат и во руралните средини, не само во урбаното градско јадро. Природните убавини од делот на чистиот воздух, зеленилото, водата, патеките, пешачењето, рекреативната забава, дружењето ќе предонесе сепак да излезат и во руралните средини да ги запознаат убаво деловите на општина Газибаба и да уживаат. Една од учесничките на трката Раштак Трейл е и Снежана Бачевска-Јосифовска, која го освои третото место во женска конкуренција во трката за професионалци на 13,5 км. Снежана со трчање се занимава 10 години и учествува на многу трки и маратони и вели дека се чувствува поздраво и поубаво, па им препорачува на сите да се занимаваат со трчање. Јас веќе 10 години трчам, учествувам на маратони, полумаратони, така да сепак подобро здравје, подобри спортски активности, подобро чувство и на сите им препорачувам да се занимаваат со трчање. Па има, да, еве, значи сега секоја недела веќе имаме агенда за трки за трчање низ цела Македонија, низ Скопје исто така. Меѓутоа може и повеќе да се организираат. Придобивките од трчањето ги истакна и Благој Ацковски Брзи, кој има 66 години, а со трчање е активен секоја недела. Трча на подолги патеки, планински и полумаратони, а ќе трча се додека го служи здравјето. Трчам на подолги патеки, планински полумаратони, така да се надевам на добра трка и посакувам успешни трки и понатаму да продолжат во наредните години. Ние обично порано одевме Бугарија, Србија да трчаме, пошто овде немаше трки. Али сега еве последниве години, значи се направија доста трки, така да нема потреба да трошиме пари по Србија, по Бугарија, да речеме да идеме подалеку. Еве и тука малку да се луѓето охрабрат да спортуваат, малку здрав живот, нешто е сепак спорт исто е